Дали искачувањето на нависоката точка во Африка беше едно од вашите најголеми достигнувања како планинар-алпинист во 2025 година? Официјално да, тоа беше еден од поголемите успеси кои што ги имав годинава, меѓутоа најголем успех што го сметам за 2025 година е тоа што заврши како успешна година и со тоа што се вративме живи и здрави од сите планинарски походи кои што ги имав. Во една прилика имате кажано дека искачувањето на Килиманџаро, односно оваа експедиција, дека е една од поинтересните. Што е она што ова експедиција ја правеше толку интересна и поразлична од останатите и какви се подготовки беа потребни за ваква една двонеделна експедиција? Килиманџаро беше една од поубавите експедиции на кои што сум бил, затоа што се наоѓа во Африка, самиот континент е преубав. Самиот вулкан Килиманџаро исто така многу специфичен и преубав, затоа што секој ден се пешачи се одени с различни етапи. Подготовки за ваква експедиција се стандардните подготовки кои што се психофизички подготовки, кондицијски подготовки, психофизички што спомнав, значи мора да сте психички спремни за таков напор, за таква, да кажам, долга тура која што трае со недели, константен напор, константни временски услови кои што може да се сменат во секој време, сето тоа создава еден притисок кој што може да влијае на тоа во некој момент да донесете одлука да се вратите, иако сте спремни во секој поглед да го направите тоа. Може ли да издвоите дел од планинарските настани кои што се случија за време на ова двонеделно планинарење? У целата експедиција беше многу интересен настан. Може би можел да издвојам тоа што секој ден одевме по различен предел, каде што буквално не знаевме како време ќе биде. Во еден момент имавме преубаво сончево време со многу силен ветер кој што беше подносливо за одење. Меѓутоа во рок од 15-20 минути се појавија црни облаци и имавме многу лошо невреме, кој што за среќа бевме само на неколку километри од кампот. Кога стигнавме бевме сите мокри, така да имавме баш прилично попладне кој што требаше да го поминеме во сушење и во одморот, да кажам, неубавата случка временска која што ни се деси тој дел. Исто така можам да кажам дека едно од работите кои што ме ставија посебен впечаток е сафарието на кој што бевме, каде што буквално со своји очи можете да видите дел од оние диви животни кои што буквално сме ги гледале само на филмови или на документарни емисии. Кажавте 2025 била успешна година. Може ли да ни посочите дел од она што ја одбележа изминатата година? Да, 2025 ја завршивме со многу тури. Конкретно можам да кажам дека на клубски план завршивме со 55 тури, кои што 48 тури беа наши клубски индивидуални тури. Што значи тоа? Тоа значи дека 48 пати сме излегле на планина, сме одели на планинарска тура која што била во наша организација, наша лична организација, со водичи од клубот, кој што целата организација паднала на наш грб. Имаме само 7 тури на кои што сме се приклучени на нашите пријатели низ Македонија, кои што сум неизвано благодарен за тоа. И се надевам дека наредната година ќе имаме многу побави бројки и многу побави планинарски тури од 2025. Освен Килиманџаро имате освоено голем број други високи планински врвови. Дали и во иднина ваш предизвик остануваат високите врвови? Да, би кажал дека и за 2026 можно е да има некоја такво искачување, тоа се уште е рано, се уште е јануари месец. Такви експедиции се планираат малку подолго време од или ако се качува во летна сезона, меѓутоа сега моментов не можам да кажам ништо конкретно. Од мојата прва експедиција 2018 година до денеска некако со секоја наредна експедиција видов дека тоа најмногу ми лежи, да кажам тој долг притисок на качување, на одење, на уживање на двонеделни и троneделни тури. Се продадов многу во тоа. Меѓутоа на клубски план исто така планираме некои такви, да кажам, мини експедиции годинава, затоа што мора да почнеме да реализираме и такви тури со другарите од клубот. Повеќе од 15 години планинарите се сеќавате ли на вашата прва планинарска тура? Какви беа впечатоците? Какво беше чувството после првата планинарска тура и која беше првата тура надвор од Македонија? Се сеќавам на мојата прва планинарска тура, ако може да се каже планинарска тура. Тоа беше една недоговорена тура која што ја направивме со другарите од Маалов на ридот што е над целото градиште. Сите што биле на таа тура знаат дека тоа дури не е ни планинарска тура, тоа е лесна рекреативна тура, меѓутоа тогаш кога се качивме на врвот бевме толку да кажам вознесени од тој врв и од тоа што сме направиле, кој што во тој момент го рачунавме кога да сме се искачале на Монт Еверест. Меѓутоа сега од оваа гледна точка гледам дека
самата пленарска тура која што тој ден ја направивме, таа не воведе во пленарството кое што го практикуваме дури и денес. А што се однесува на првата тура која што е надвор од државата, се сеќавам, мислам дека тоа беше искачување на врвот Мусала на планината Рила. Тоа е воедно и највисокиот врв на Балканскиот полуостров со височина од 2925 метри. И го имав истото чувство како што имав на првата тура кога се качивме на Мусала, мислам дека тоа беше дека сме си искачували на високата точка на светот. Планинарско-спортскиот клуб Поларис постои повеќе од 2 години. Има ли интерес за планинарење од страна, особено од страна на младите? Имате ли членство? Се зголемува ли од ден на ден? Постои ли интерес за овој вид спорт кај младите особено? Откако се случи појавата на корона 2020 година, некако оваа спортска дисциплина доживеа подем, се повеќе и повеќе луѓе почнува да ја практикуваат. Во оваа гранка може кажам дека има интерес последниве години и членството на клубот се зголемува. Од една страна имаме конкретно членство кое што ни обстојува членови кои што дошле од првиот период на клубот и со година на година доаѓаат нови луѓе. Да, клубот Поларис постои повеќе 2 години, конкретно постои од октомври 2023 година. И можам да кажам дека за период од 2,5 години до сега што го направивме, мислам дека имаме доста завидни резултати за толку краток период. На почетокот на новата година сме 2026. Какви се плановите? Како што реков, годинава планираме некоја посериозна тура која што е надвор од Македонија на клубско ниво. За индивидуално ниво се уште не знам што би направил, меѓутоа има одредени планови. Исто така планираме да го зголемиме членството во поглед на оние стручни кадри, например, годинава сакаме да испратиме луѓе за да поминат обука за водичи, затоа што се потребни, и сакаме да испратиме луѓе од клубот кои што ќе треба да поминат обука за маркацисти, за обележување на пленарски патеки. И сосема на крајот, дали државата доволно инвестира, вложува во оваа спортска дисциплина? Што е она што според вас планинарите, алпинисти треба да се преземе во следниот период? За жал, мислам дека не вложува доволно како што би требало за една планинска земја како што е Македонија. Сите добро знаеме дека 2/3 од земјата ни се покриени со планини кои што се преубави, меѓутоа за жал не се вложува во овој спорт. Не знам, затоа што наверојатно се уште нема доволно слух за тоа. Да почнеме први од двете најбитни работи кои што се за овој спорт. Тоа е планинарската инфраструктура во поглед на планинарски патеки, планинарски домови. Можам на прв да избрам колку планинарски домови има во Македонија, кои што за жал и тие што се во, да кажам, состојба кои што би можело да бидат многу подобри и посредени. Во однос на планинарски патеки е уште полошо затоа што планинарските патеки се, да кажам, артериите на пленарството во Македонија и секаде во светот. Ни фали многу кадар за обележување на патеки, ни фалат многу луѓе, ни фали со така да кажам, осет за обележување и движење по пленарски патеки. Се знае, кога пленарската патека е од таму до таму, од точка А до точка Б, мора да се движиме по неја, затоа што со тоа ја сочувуваме и природата, и планината, и се чуваме и сме безбедни ние самите како единки во природата. И што е најбитно да се стане планинар? Најбитно е да се има желба, да се има волја и секогаш кога тоа што го збораме да се има стравопочит спрема планината. Затоа што планината секогаш го има последниот збор. Ви благодарам на разговорот. Благодарам за поканата.